не е здраво во суштина за државата СДСМ да биде маргинална политичка партија. СДСМ треба да ја задржи и ВМРО ДПМН во моментов да и помогне на СДСМ да остане втора политичка партија или најголема опозицијска партија, бидејќи на ВМРО ДПМН со толкаво мнозинство ќе му треба и легитимитет од останатите пратеници во собранието кои што се опозиција. Пошто кај тие луѓе нема како да кажам, освестување, извини. Морално е да си преземеш политичка и партиска одговорност. Јас постојано после 8 мај велам. Една од кардиналните грешки е што СДСМ отиде со перјаници, носители и коносители, актуелни министри во владата на СДСМ кои беа, да речам, во најмала рака негативно прифатени кај народот. Не, само извини да ја довршам. Негативно заради функцијата негативно. Тоа сакам да кажам, министер е неблагодарна работа, вие поготово за здравство. Министер за полиција. За полиција, за здравство, за образование. Директор на УЈП. 10 години. Значи тоа се луѓе што пишуваат разни. Да ја завршам мислата. Значи министер за здравство поранешен каде што му изгоре Тетовската болница го ставаш носител у четворка. Министер за внатрешни работи каде што имаш скандали околу издавање на патни исправи, цела држава нервозна беше во јануари и февруари и пцовки се реда и во Беку и во МТВ и ондека што отвори во населба Пролета станица, го ставаш да ти биде носител во двојка и ти зема 2 пратеници. Не знам, други министри ставаш во тројка. Како можеш ти перјаници на изборите да ти бидат министри кои после 7 годишно владење имаат тотален негативен набој кај народот? И се поставува прашањето, како они, ако не преземат нешто, со овие министри кои завалијата за греота по 2-3 им стана коносители, не знам, трети, четврти им станале до 5 дали е прашање во тројка и во четворка, да ти само бидат, четворка 5. Нема врска, да ти бидат единствената институционална ударна тупаница во мандатот на ВМРО ДПМН, но СДСМ институционално ќе биде представен во собранието, освен овие 16 општини што ги има сега, прашање дали ќе остане на 6 ако иде со оваа тенденција на локалните избори 2025, тебе треба перјаница да ти биде на твојата опозицијска политика и што ти ќе се бориш против ВМРО ДПМН, кој веќе е дојдено до апсолутна власт од 61. Нема врска дали ќе има 61, ама они имаат 58, овие имаат 18, и си ти треба да излезе од собраниска говорница Оливер Спасовски да ја критикува владата на ВМРО ДПМН, Славјанка Петровска, Бисера Костадиновска Стојчевска, Љупчо Николовски, Благој Бочварски, Сања Лукаревска. Па немаат мозок они ако тераат во таа насока и да мисла дека тие луѓе што од собраниските говорници биле претходно извршна власт, пред се министри и оваа директорка на УЈП, дека ќе го повратат легитимитетот и кредибилитетот на СДСМ и дека така ќе имаат кредибилитет затоа што биле на извршни позиции и сега треба да критикуваат луѓе кои што се на извршни. Ама Милош, сега и народот ќе ги мери. Резултатите. Сега ако луѓето биле незадоволни, да речам, од една Гордана Јанкуловска и нејзиното министерување 11 години, или не знам од Никола Тодоров на здравство, или не велам дали биле или не. Дали биле добри или не, која е перцепцијата после 10 години? Перцепцијата е дека тие биле извршни министри, поготово на многу суштински ресори, како што е МВР, кој го збори Ристо Пенов, што е министер за локална самоуправа. Не едноставно нема набој Ристо Пенов што сгрешил, министер за локална што, ама ресор како МВР, како здравство, како труд и социјал или образование со реформите на Мила Царовска или одбрана, ајде одбрана, членка на НАТО сме, па не е толку суштинско нешто да мислиш дека треба да имаме кој знае каква армија, ама зборам некои ресори каде што директно има влијание врз животот на граѓаните секојдневно. И тоа у негативни, и сакам да кажам, конотација дали требаше ВМРО ДПМН после 11 годишното владење ударни перјаници да бидат Јанкуловска, Ставревски, Тодоров, кои беа носители. Не беа сите, мислам. Не беа носители, ама беа пратеници. Тодоров стана пратеник, па си даде оставка, нема врска. Јанкуловска не беше, мислам дека. Да, не беше, бидејќи влезе во процес. Епа, нема врска, сакам да кажам. Не беше, не му зема. Паметното било што тие луѓе што биле министри
после смената на власта не останале да бидат пратеници и да треба да го враќаат кредибилитетот на ВМРО ДПМН како партија од позиција на опозиција. Сега овие ако го направат тоа ќе се само дотолчат самите, ако мислат со овие набројаниве што ги кажав, што биле министри, се поставува прашањето како отидоа тие со такви луѓе да бидат да ја барат довербата на граѓаните. Само има еден избор во моментов, или оваа генерација на пратеници кои што ги имаат у собранието ќе биде последната генерација на пратеници од СДСМ, или ќе биде генерацијата која што ќе го препороди СДСМ и ќе го врати на старите, да речам, патеки. Ти не можеш да тераш, ќе согласам 100% со тебе, не можеш да тераш ти политика сега и да имаш кредибилитет во тоа што го збориш. Како да ти кажам, се кизеш ти се окей, Оливер Спасовски може и работил добро. Не знам јас. Ама перцепцијата е многу битна. Перцепцијата Тоа е сакам да кажам. Не си бил добар министер. Така е. Па тоа истото го збора. И сега некој што ќе биде незадоволен од условно кажано владењето на ВМРО ДПМН, бидејќи најдобра власт да сте во светот, власта се троши. Дали со скандали, поготово во Македонија и на Балкан. И сега како ќе одминува, да речеме, период на година, 2-3, ќе има луѓе што природно ќе бидат незадоволни, ќе речат гласавме за ВМРО за да ги нема СДСМ, сега не ми се допаѓа, не знам, ароганција, може ќе има скандал. Кога ќе почне да размислува, извини, да го казни ВМРО ДПМН, и кога ќе го види Оливер Спасовски од собраниска говорница, или не знам, Љупчо Николовски, Благој Бочварски, и да не ги редам сите, немам ништо лично против нив, зборам сите тие што биле министри. Јас имам, например, еве ќе ти кажам, против Благој Бочварски имам. Не, сакам да кажам, другар 6 години правиш 2 км автопат. Да, ама не, сакам. Пази кога го. Не, сакам да кажам, немам лична пизма према тие луѓе. Не бе, имам јас. За Блаца? Зашо да немам? Имам. Плата добивам, па како граѓанин, ама 7 години добивам плата. Така е, лична пизма имам. Така е, се согласувам. Сакам да кажам, зошто да не? Значи, 6 години правам 2 км. Да завршам мислата, сакам да кажам. Кога човек ќе почне веќе да се посомнева во владењето на ВМРО, што го дал гласот, хипотетички, и да рече чекај малку, овие ме изневерија, и кога ќе ги види тие ликови што ги набројав од собраниска говорница, и ќе рече, па како да гласам за овие. Значи, тоа ќе биде испречување некои луѓе да што се неопределени гласачи, што најчесто казнуваат, нели, казнуваат власта. Дека пратениците ќе направат некаков пресуден момент утре на избирачка кутија, не верувам, од проста причина што луѓето ќе гласаат за нови листи, за нови луѓе, не за овие, и ќе им биде еден добар потсетник овие да ги трнеме, значи на ден на избори. Да, ама сакам да ти кажам, тие се единствената институционална ударна тупаница која треба СДСМ да го представува како партиско тело. Другото е градоначалниците и советите. Па чекај, не имаме локални избори, имаме другата година септември. Значи септември или октомври. Имаме ние другата година, до другата година ние треба да имаме конгрес, треба да има СДСМ, најавите се дека до јуни ќе завршат све, конгрес, нов председател, ново лидерство, нова и така натаму и така натаму. Инаку што се однесува на личните пизми, да искористам уште еднаш прилика. Прво што го правиа 6 години 2 километра што ги правиа Петровец, еве ги пуштија, се вози. Има една дупка. Значи предградско. Кај Дади Петро, Карши. Има една дупка, која што 33 години стои таму. 33 години. Целата работа... И никој не отиде да ја направи 33 години. Треба да кажеш, гласаш за тој што ќе ја направи таа бука. Целата работа е проблемот што тие луѓе не може да го вратат кредибилитетот на СДСМ како партија. Сега, се поставува прашањето, дали од нив ќе имаат доволно доблес, политичка и морална одговорност да си дадат оставки од партиските функции сите до еден од прв до последен, како што еден нивни партиски член и активист, да не го споменам, постави слика на социјалните мрежи метла и пише од прв до последен, за да сватат дека одговорност во една организација оди по хиерархиска команда. Од тој што е на пирамидата председателот, подпредседателите, извршниот, централниот одбор. Вие не може да барате одговорност од председател на месен
местна општинска организација на СДСМ во Лозово, Така е. или месен комитет на ВМРО ДПМН од Зрновце, се знае од кои се бара оставката и одговорност. И сега сите тие молчат, освен подпредседателите Перо Костадинов и Фатмир Битики. До кога ќе молчат, јас не знам. Мислам дека ова дадат на УЈП, како се викаше? Сања Лукаревска. Сања Лукаревска, мислам дека она Не се. сум видел за нејзе, ова каже од председателката на организација на жени Јована Тренчевска, што исто така е пратеник и коносител во четворката кај Венков. Да, они си даваат од партиските функција оставка, ама никој од претеничката не си дава функција, да речам, одговорност и морал. Нема врска, тоа е веќе крајева внатрешен проблем на таа политичка партија, но проблемот е и за македонската демократија. Тоа сакам да кажам, зашто го збориме само. Да, проблемот е сад време за македонската демократија. Вие ако завршите во некоја позиција на опозиција како српската, односно само институционално да глумите опозиција, да бидете светлосни години од добивање на изборите, односно да бидете конкурентни на тие избори, и природно таа дискрепанца, ако вие сте никаква опозиција, имате од 150 до 200-250 илјади гласови, а вашиот против кандидат од десницата секогаш надфрлува мнозинство од 300-350, вие едноставно ќе бидете вечен. БСП заврши така во Бугарија. Бугарската социјалистичка партија е пандан на СДСМ. БСП на анкетите е четврта политичка партија. Во овој момент мислам дека и во ВМРО ДПМН се свесни за ова што го збориме. Не е здраво во суштина за државата СДСМ да биде маргинална политичка партија. Тоа го сваќаат и ВМРО ДПМН и мислам дека ВМРО ДПМН гледа потенцијал во тоа што можеби СДСМ треба да ја задржи и ВМРО ДПМН во моментов да и помогне на СДСМ да остане втора политичка партија или најголема опозицијска партија во овој момент, бидејќи на ВМРО ДПМН му треба со толкаво мнозинство, ќе му треба и легитимитет од останатите пратеници во собранието кои што се опозиција. Во овој, значи, опозиција во овој момент ќе му биде ДУИ и левица. Сакам да кажам. Така да, они ќе имаат потреба да имаат СДСМ како партија која што функционира, за да ги поддржува во дел од клучните процеси, да се спротивстави СДСМ на ДУИ или на... Ама, тоа сакав да кажам дека ако СДСМ биде изгубена низ времето и просторот и не биде природно главна политичка партија која ќе биде опозиција на ВМРО ДПМН, тој вакуум простор мора да го пополни некој друг. Да, а тоа ќе го пополни ДУИ или ќе го пополни левица. Многу е поопасен судирот меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН да бидат двата пола на македонската политичка сцена, овие од позиција на власт. Да, веќе се префрла на македонско-албански. Сакам да кажам, значи ние веќе тука ќе имаме разгорување на етничко-национални чувства, конфликт, и тоа ќе биде многу лош пат траекториран за иднината на Македонија, за држава која пред 20 години преживеала таков воен конфликт. Затоа, ако се постават работите на македонската политичка шаховска табла, ВМРО ДПМН и ДУИ да бидат главни против кандидати, тоа е многу лошо сценарио за иднината на Македонија и за незината политичка, би рекол, и безбедносна стабилност, ако СДСМ заврши, да речеме, некој тотален политички аут, каде што со години ќе се бават сами со себе.